стартиравме со навистина убава номера од нашиот Тоше Проевски, а секако по спортските вести некако повторно продолжуваме со спортска тема која што верувам дека ќе ви се допадне и верувам дека ќе го задржи интересот кај вас. Станува збор за активности и успеси на пливачкиот спортски клуб Челични, кои што ни доаѓаат од Штип, и секако имаме двајца соговорници кои што и на овој топол ден мораме да признаеме дека допатуваат до Скопје со цел да бидат дел од Македонија денес. Да, знаете дека во рамки на нашата емисија имаме и теми кои што не се однесуваат само на случувањата тука во главниот град, туку и во сите останати градови, затоа што и таму постојат луѓе кои што напорно работат и нижат голем број на успеси, и нас ќе ни биде драго во продолжение да слушнеме како функционира овој клуб и што е што досега го постигнале и веројатно на тоа истото и се горди. Тука некаде ќе им посакаме добри дојде на Мирко Екимовски и Методи Петров. Добре ни дојдовте. Да, како што кажа Мартина, навистина ни е драго што денеска допатувавте се со цел да бидете дел од нашата емисија, а уште подраго ќе ни биде да слушнеме малку повеќе за вашата работа. Затоа ќе предложам на почетокот и на нашите гледачи да им го представиме вашиот клуб, за да им биде можеби малку повеќе јасно за каков клуб станува збор. Сигурно штипјани знаат за клубот, но ете да ги информираме другите. Добро, зошто Челични, нели? Тоа е иницијатива на еден наш близок пријател, спортски новинар. Во своите коментари го образложуваше теркот на нашите активности, како нели од немање на услови, па еве резултати, па почетоци, повторно нели почетоци на пливањето во Штип. И дечињето Штип Челични постигнаа вакви резултати, такви, и идејата беше добро прифатена од дечињата, така да еве клубот е на дечињата, клубот е ваш, чим вие инсистирате да биде Челични, поднесовме нели овие легитимни решенија во Централниот регистар и од Агенција за млади и спорт со пристапно членство во Пливачка федерација на Македонија, така да си остана Челични како продолжение на теркот на пливањето во Штип. Колку време постои овој пливачки клуб и кои се досега активности и награди ги има добиено? Па беве сега, јас околу делот на постоењето можеме да една историја да ви предочиме дека се работи нели на активни пливачки школи врзани преку партизановите активности до пред година и пол. Од еве година и пол веќе сме како пливачки спортски клуб кој што има нели своји предности во пливањето во Македонија. Може и слободно да го продолжиме теркот на разговорот. Па вака, нашиот клуб постои година и пол, веќе е членка на Пливачка федерација на Македонија. Пред тоа функциониравме како пливачки обични, значи не регистрирана членка, каде што немавме право да се направуваме во лига системот кој што ги нуди Пливачка федерација на Македонија. Со поднесување на сите документација потребна, претходно нашите деца се направува во креативните делови и има солидни резултати, и во основа на тоа желбата се роди да нели бидеме членка, и веќе од минатата година бевме равноправни направувачи заедно со другите пливачки клубови, каде што имавме значи одлични резултати на маратоните, ќе ги спомнам. Значи и оваа година ќе имаме 4 маратони пливачки кои што ќе се направуваат. Тоа се првиот маратон следува на 2 август, Илинденскиот маратон во Охрид. Потоа имаме на Велешко езеро нареден маратон и уште 2 маратони на Преспанско и на Дојранско езеро. Значи тоа се маратоните кои што минатата година се направивме, и оваа година еве повторно ќе земеме активно учество на нив. Меѓутоа тоа не е само нашиот клуб не се направил на пливачки маратони, туку имаме учество и на кратки стази, на затворени базени. Значи оваа година ни беше многу бројна и со многу бројно учество. Еве ќе ги спомнам активностите кои што ги имавме и учеството и многу освоени медали на маратони кои што беа митинзи кои што беа во Лесковац во Република Србија. Имавме активно учество во Бугарија на пливачки митинзи, во организација на нивните клубови во Благоевград и во Сандански, и имавме исто така повторно учество на овие наши тука што се организираат пливачки меѓународни митинзи во организација на нашите пливачки клубови од Скопје, и значи имавме одлични резултати со нашите дечиња.
И постојано активни, постојано присутни нови настани. Верувам дека тоа им значи преца на дечињата. Гледаме и одредени слики кои што нели зборуваат за тоа како си поминувате на одредени настани и каква е таму атмосферата. Дечиња од различни возрасти. Следно што би ве прашала е како изгледа вашиот тим, кои се работи со овие деца и секако која е нивната возраст, значи кои се вашите најмали, а кои највозрастни членови. Така, значи еве 3 години поред имаме една активност која што се вика Акваджим за деца од возраст од 4 до 6 години, каде што дечињата од градинките ги адаптираме на водена површина. Значи тоа е најмалата група и веќе наредните години може да влезат во групата на непливачи. Значи втората следна група ни е групата на непливачи, кои што имаме огромна бројка секоја година од 100 до 150 деца активно учествуваат и обучуваме за да бидат нели у групата на полупливачи, значи средна група ни е полупливачи, група која што се веќе спрема со освен основната техника да ја знаат, ги учат и другите техники на пливање. И последната група ни се пливачите кои што веќе значи имаат совладано сите основни техники и со нив значи ги подобруваме само нивните резултати, рекорди и на тој начин се представуваат пред другите нели митинзи. Меѓутоа имаме и други форми на во нашиот пливачки спортски клуб, тоа мора да ги спомнам, се формите за корективна гимнастика, значи децата кои што имаме група за корективна гимнастика и една група за децата со посебни потреби, кои што 3 години поред наназад, единствен клуб во Македонија, кој што има од ваков тип на обука на деца за адаптација на водена површина и беше многу прифатено позитивно од многу медиуми и општо низ Македонија, затоа што тие деца им пружиме една голема радост, едно основни форми да научат за пливање и основни техники и да се адаптираат на водена површина. И оваа година продолжуваме со тој проект и се надевам дека ќе трае тој проект и се надевам дека и другите градови ќе го прифатат ова начин на функционирање и обука. Се надеваме и ние, затоа што е за секое поздравување. Да, еве колегата може да каже за корективната гимнастика како форма за поврзана со пливањето и центарот за корективна гимнастика што Јас чисто само да го продолжам теркот на разговорот на Мирко. Значи ние ја прецизираме она универзалност во нашата спортска институција. Значи имаме собствен центар фитнес, собствен центар за корективна гимнастика. Значи работеме со адаптирани со согласност приспособени програми за дечиња од 3 до 5 годишна возраст во детските градинки. Значи една континуирана работа дава одредени знаци и релации во нашите нели идни проекти во овие спортски действија и во Македонија и надвор од Македонија. Значи тоа е една од формите. Значи прецизираме корективна гимнастика за дечиња со пројавен степен на деформација. Дечињата имат континуирано преку целата година. Значи имат 9 месечна активност во центарот и 3 на градскиот базен во Штип. Тоа е едниот дел. Другиот дел од градинките, значи ги приспособуваме према нашите потреби на тим пилатес групи за рано вклучување во спорт и рана спортска селекција, значи со вклучување во одредени спортски институции, нели од различни бранши, дали од колективен спорт или од индивидуален спорт. Тоа е втората работа, значи третиот дел, значи ние вршиме и анимација преку организирање на летни и зимски кампови. Еве пред 2 дена се вративме од Грција, значи бевме на спортско-едукативен камп во Кавала. И дечињата, значи со голема бројка покажавме нели дел како се представува и репрезентира одредена спортска гранка према одредени спортски афинитети кои што нели е на темел на организација на домакинот тамо на собствениците на кампот. Другиот дел повторно прецизирајќи го универзалниот дел значи тоа е го повторувам по втор пат, значи ние стриктно работиме на селектирани спортски програми со селектирани дечиња, значи имаме една група, значи тие што покажуваат поголеми афинитети према одредена спортска гранка и почетоци на развој на моторички или на моторика, развој преку следење на антропометриски мерења, преку моторички димензии, по функционален статус, преку сите тие моменти кои што еве се надевам дека допринесуваме за една позитивна релација и тренд на намалување на
деформации, појави на деформации кај деца. Значи со нашите програми учествуваме и за анимација и на одредени групи од ранлива категорија, значи и тоа го имаме како дел со Центарот за социјални грижи. Деловите со Дневниот центар за деца со посебни потреби, се социјално или укажува една комплетна, систематска и темелна стручна работа, подпомогната од различни институции, значи од типот на туристичка агенција, од типот на превозни компании и фирми, од типот на спортски колективи. Се е тоа врзано со меморандуми на соработка и мислам дека нашиот терк доведува до една финална слика на репрезент на спорт не само во Штип, бидејќи еве и вие како медиумска куќа сте еве како заинтересирани за вакви слични работи, ние сме активни, значи Да, особено за вакви позитивни нешта кои што сите ете ги набројавте во текот на вашиот одговор. Само бидејќи ја споминавте стручноста, сметам дека треба да се посвети внимание на тој дел. Какви се и тука и реакциите и на родителите пред секој што вас да ги доверуваат нивните деца и која би била вашата порака воопшто до сите родители кои што ќе се одлучат нивните деца да ги пратат на било какви спортски активности? Да. Колку е важно да бидат докрај информирани и свесни каде и во чии раце го оставаат своето дете? Па видите, сметам во Штип дека е нашата релација повише од задоволителна. Јас наваѓам некоја мана од аспект на можноста на родителот да активно учествува во нашите развојни програми. Значи, прво, работеме со најмала популација, бидејќи дечињата недоволно познаваат и се рано вклучуваат во одредени спортски содржини. Меѓутоа, јас сметам дека не е доволно. Дали од аспект на информации кои што се од наша страна презентирани према родителите, сметам дека имаме доста доволно покриеност и од маркетиншки дел и од ваков дел преку нашите Facebook страни, преку наши редовни комуникација и средби. Комуникација, преку родителски средби, преку одредени трибини кои што не повикуваат на вакви и слични теми за разговор. Меѓутоа, јас сметам дека не е доволно достапно до родителите. Родителите дали од презафатеност, дали од динамичниот начин на живот, некако спортот го ставаат во подредена улога, се повише се вклучуваат во одредени општествени релации на потреби на јазик, потреби на одредени, да речам, предмети кои што еве, според мене и според нашиот тим, спомнав нели стручност, ние сме дипломирани професори по физичко воспитување, значи нашиот тим е пред се стручен. Значи работеме, јас веќе 25 години работам во областа на спортот и спортските релации. Колегата Мирко е 13-14 години веќе, третиот колега Диме е од иста бранша со 12-13 години активно работа. Дамевски од Виница е колегат, значи член на нашиот стручен тим. Се надеваме дека до свеста на родителите ќе допре тај дел, дека мора веќе активно да се вклучуваат во рани спортски содржини. Зборам од пилатес групи, развојни програми, значи за развојна моторика, после веќе со оние рани селективни процеси да се вклучуваат во одредени спортски содржини. Значи стручноста е пред се, сега динамиката и начинот на живење, тоа е веќе индивидуално. Така. Рековте, ке се наврата малку наназад, рековте дека сите знаеме всушност дека пливањето е добар и за моториката, секако и за целокупното здравје и за дисциплината понатаму и слично. Меѓутоа, рековте дека исто имате часови по корективна гимнастика. Ме интересира дали со пливањето напоредно се е добро да се тренира и некој друг спорт, со цел секако да се одржи телото во добра форма и да се доведе секако и детето во некоја дисциплина, развојот на моториката и слично. Повторно го враќам делот на стручност. Значи, во секој спортски колектив неминовно е да се посвети внимание на правилен раст и развој на детето. Тоа е број 1. Значи, се е индивидуално. Значи, мора во секој клуб да постојат одредени тимови кои што ќе работат на развојот на моториката и ние се сметаме за стручни во нашиот дел, тоа не ни одминува. Пливањето е број 1. Значи, и по кажување на бројка
на зборам и за штипски прилики во основните школи во Штип е рапидно зголемена бројката на поверена деформации. Значи тоа се должи бидејќи имат по 3 активни врзани наставни часови по здравствено и физичко воспитување или по физичко и здравствено образование, а не се посветува доволно внимание на овој дел. И делот и апелите кои ние ги пратиме и ние ги даваме према одредени структури, јас сметам дека е време да дојде до еден поголем тренд на овие негативни релации да бидат надминати. Тоа е се повторно индивидуално и се од работа на темелните вредности на одреден спортски. Јас ќе се надоврзам на моветот со корективната гимнастика, што го спомна колегата Методи Петров. Проблемот е што после тоа на поголема возраст доаѓаат дечињата на 15, 16, 17 години да дојде, нели, имат со проявен деформитет, да дојде до исправање на тој деформитет. Тоа е многу поголем проблем, каде што децата веќе имат, нели, срастото, мускулатурата, веќе оформено телото и многу потешко се деформитетот надминува. За разлика од таа возраст каде што децата кои се на 7-8 години и 9, додека уште не влегол во тој пубертетски период, каде што може многу полесно да дојде до исправање на деформитетот. И активно, еве, имаме случаеви, голем број на случаеви што се на 7-18 години девојчиња доаѓаат и бараат помош на кој начин сега да го санираме тоа и што да направиме. Значи, еве, апел нека биде уште од најмала возраст да децата бидат вклучени активно во било какви спортски клубови, активно да се бават со спорт, да имаат, значи нека биде тоа рекреативен спорт, значи ние сме далеко од професионален спорт, може ќе излезе некој едно-две во било кој спорт, но да бидат вклучени во било каков спорт. Да, со цел да живеат здрав живот и да можат на поубав начин секако да се оформуваат и да растат. Бидејќи тука некаде ни истекуваат минутите предвидени за овој разговор, јас за крај би ве прашала колку се на секоја ќе погледнете наназад, сте барем досега задоволни од сето тоа што го работите и дали можеби имате некои така поголеми планови во која насока сакате да се движи вашиот клуб, се со цел година да имате се поголеми и поголеми успеси. Така, па јас мислам дека овие факти и овие работи ги кажуваат родителите и самите деца. Има голем број на родители и деца кои што се премногу задоволни од тоа што ние сме успеале на некој начин да го научите да пливате или било кој спорт да го насочите, да учат да скијат и слично. Кажуваат голем број на родители и се поголема бројката да децата се активно вклучуваат во било какви содржини. Во врска со пливањето, конкретно збориме, со формирањето на клубот се јави голем број на деца што сакаат исто така да, нели, првијата година пливаат 20-тројца маратони. Сега имаме десетина, мислам дека до година ќе има може и 20 деца да испливаат по 1 до 2 и 3 маратони. На тој начин, нели, имаат секоја сатисфакција самите за себе, па и за своите родители, нешто успеале, нели, да направат на таа мала возраст. Таа возраст на деца се на 10-12 години. Значи тоа се многу мали деца кои што пливаат 2,5, 3 и 4 километра. Да, пред се здрави, се чувствуваат убаво, а имаат и успеси кои што несомнено дека ги радуваат и нив, па и нивните родители. Така. Да, одлично. Тука би ви се заблагодариле што одвоивте време да дојдете дури до Скопје, секако да позборуваме на оваа тема. Навистина има многу што да се зборува кога станува збор за пливањето, па и за сите оние физички активности кои што треба да ги имаме сите ние. Па еве, јас ви ги поканил на крајот на летото кога ќе завршат нашите маратони да дојдете вие со вашата екипа и вашето студио да направиме една репортажа кај нас заедно со дечињата и да имаме на заедничка емисија каде што и тие ќе кажат нивните печатоци, нивните резултати и нивните успеси како поминале со маратоните и слично. Ви благодариме многу на таа покана и искрено се надеваме дека ќе се реализира, тоа би било навистина убаво. Ќе ви посакам уште многу успеси во иднина и секако дека ќе бидеме тука за да ги споделиме со нашите гледачи. Ви благодариме уште еднаш што поканавте. Благодариме. Ние продолжуваме понатаму. Секако повторно ќе направиме една пауза за да ја пречекаме нашата следна соговорничка и останете со програмата на телевизија 24, се враќаме за кратко.